Пред се немав никаква намера да станам готвач. Во Италија отидов на едно патување, истражување и сакав да станам уметник, но сосема случајно, бидејќи имав помал буџет во тоа време, ми требаше работа, една хрватица сосема случајно ме вработи како мијач на садови во престижниот ресторан Муголоне во Сиена. Првата импресија ја јадам, многу сакам да јадам убава храна. Еднаш кога влегов во светот на вкусовите, не излегов после 32 години, еве сум повторно во кујна. Те истражував доста низ земјите по светов, после Италија, значи продолжив во Прага, Париз, Њу Јорк, Порто Рико, Барбадос, Мексико, Бермудски острови, Хавана на Куба, Лаос, Камбоџа, Тајланд. Во сите овие земји јас се обидував да го пробам локалното, она што е најавтентично за одредена земја. Например, во Тајланд никогаш немаше да одберам друга кујна или други интернационални автентични кујни, освен тајландската кујна. Затоа ги барав најдобрите. Например, во Банкок обучував еден ресторан, му правев мени, но патем истражував во локалните услови каде јадат самите тајланџани. Тоа е на улица. На улиците по Банкок, онаа домашна, примитивна кујна, таа е најдобра. Затоа што душата ми е овде. Единствено што сватив е дека по сите тие искуства најдобро е човек да го запознае светот, но знаењето да го примени онаму од каде што се почнува, а тоа е Скопје. Најомилено ми се зелени залучени пиперки со телешка чорба од сабајр. Кујната од мајка ми. Тоа е најубавото нешто што го пробав. И втора италијанската, од Сиена. Во нашиот ресторан никогаш немам мени, од причина што секојдневно креирам една кујна, ова е креативна кујна, каде што наутро кога ќе излезам, си шетам со моторчето по пазарите и што ќе купам, тоа јадат до крај на денот. Ние не мрзнеме храна и се е свежо и ова. Мојот став во кујна е кратко, брзо и едноставно готвење, односно ние користиме само основни продукти земени од природата, најосновните што можат да бидат, најосновните продукти, кратко сготвени, таму е уметноста и тоа е тешко да се готви. Избегнувам да користам суви зачини, сакам се да е свежо, зашто таму е силата на вкусот. Треба да бидат квалитетни и припремени со помалце состојки, ама тоа е науката во гастрономијата, да се спремат на правилен начин, брзо, кратко и со точни температури. Тука ми се оствари животниот сон, се отиде во пакет, го најдов животниот сопатник, со Олга функционираме прекрасно, а патем и животната желба да имам свој ресторан со мојата сопруга, тоа е врвот на она што го посакував цел живот. Еднаш неделно добивам совет, тоа е мојот ментор кој ме научи да готвам, тоа е Дучо Лоренцини и цел живот сум под некоја супервизија и советите се дека во оваа професија не можеш да го постигнеш врвот и треба советот е само работа.